во живо од студиото. 8 април, меѓународен ден на ромите, меѓутоа утре, веќе 4 април, Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас организира еден настан на кој што всушност ќе има говори од студенти поврзани токму со ромската заедница. Наши гости се Силкан Саитов, проект менаџер во Рома Верзитас, како и Руфат Демиров, студент кој што е учесник на овој настан, така. Добро дојдовте пред се во студиото. Добро ден, благодариме на поканата. Ајде, пред да зборуваме за самиот настан, генерално, зошто е значаен овој 8 април? 8 април како историски политички датум е навистина значаен за ромскиот народ широм светот и меѓународни рамки. Особено е значаен поради тоа што, како што говори историјата, во минатото ромскиот народ се соочуваше со сериозни робства, истребувања, погубувања од различни владења, од различни периоди во историјата. После тоа се забележува сериозна изолација, маргинализација на ромскиот народ во текот на настаните во минатото, во текот на Балканските војни, Првата светска војна. Дури во Втората светска војна се случува сериозен геноцид, една целна политика да се истребува ромската заедница, дури пола милион од нив се погубени, за да тука негде се датираат и првиот отпор на ромскиот народ во еден од концентрационите логори во мај, и потоа продолжува некое политичко помало движење, за да првото официјално политичко движење го сметаме 8 април од 6 до 8, еден прв светски ромски конгрес кој што се случува близу Лондон, и тука се стават темелите на нашето самоопределување и на заложбата за единство. Тука се договараат да се нарекуваме роми, веројатно поради Рама, еден јунак во епот Рамајана. Тука се договараат да имаме химна, Джелем Джелем, и тука се договараат да имаме ромско знаме, веројатно ви е познато, со сива боја во горниот дел, што го символизира небото, зелена боја во долниот дел, што ја символизира земјата, и едно тркало кој што го нарекуваме чакра, што ги символизира миграциите и движењата на ромскиот народ ширум светот, особено и во европските земји. Да, и Руфат носи токму таква шалча. Интересни податоци, верувам дека доста од гледачите брем не ги знаат овие информации. Ако Силкан кажа што представува генерално 8 април за ромската заедница, јас би го прашала Руфат што представува 8 април пак за младите, тој аспект. За младите во оној дел на борба на ромскиот народ за да добие свое признавање од страна на светот продолжува и до ден денеска. За жал и покрај тоа што ние имаме официјален назив роми, ние се соочуваме и до ден денес со разни погрдни зборови и именување на оваа група на луѓе, па токму затоа и младите денеска продолжуваат онаа борба која што нашите предци во 70-тите ја започнаа во Лондон. Ајде сега малку повеќе околу овој дел со организацијата, односно манифестацијата за ораторските вечери. Во два дела, делови ќе се одржува, односно 2 дена, така? Е предвидено. Да. Повелете било кој од вас. Со ораторските можам ја да започнам да ги објаснам, а потоа Силхан ќе ви го објасни настанот во собрание. Се одлучивме за ораторски настан каде што студентите и алумните произлезени од Рома Верзитас ќе имаат можност да ги артикулираат проблемите со кои што ромскиот народ се соочувал во минатото, се соочува сега и веројатно би се соочувал во иднина, или пак предлог решенија како тие проблеми би се решиле. Овој формат на ораторски настапи го најдовме како корисен и битен за ромските студенти, бидејќи на некој начин го спојуваат она што тие го имаат стекнато како знаење во текот на нивното студирање со она што навистина представува проблем кај ромската заедница во Македонија. Но и начин, претпоставувам, за себе изразување. За себе изразување, така, за да може да се слушне подалеку гласот на ромскиот народ, односно младите роми, за да може да се издействува некоја општествена промена во иднина и да се мотивира народот да делува во одредени области. Во минатото, односно претходните 2 години, ова веќе ни е трети настан, претходните 2 години имавме теми кои што се поврзани со децата кои што питачат на улица, имавме теми поврзани со битноста да се држиме сите
ние заедно имавме теми поврзани со ромскиот геноцид, односно како се случувал во минатото, како тој продолжува да се случува за жал и денеска. Оваа година ќе имаме теми кои што исто така се мощно важни за ромскиот народ, како медиумите прават една слика за ромскиот народ, како ромскиот народ всушност ги користи политиките и ја користи политиката како алатка за остварување на своите права. Или пак политиката ги користи ромите за остварување на своите интереси. Така. Ќе слушнаме всушност на 4 април што нашите студенти има да ни посочат во ова прашање. Индикативни се насловите на делот, говорите, дали тунелот има крај. Доста бевме идиоти. Едно општество за сите, ама во Германија. Силкан, дали ќе сгрешам ако речам дека индикативни се, со тоа што како на некој начин се бара таа една правдина која што ромскиот народ ја нема. Ја нема барем во онаа верзија во која што би требало секој еден народ да ја има. Остварување на основните права. Така. Со многу емпириски податоци, со многу факти, извештаи, документи и после тоа и на ниво на многу аргументи, факти и ставови, можеме да заклучиме дека сите овие наслови се индикативни и сите овие наслови говорат за состојбата на ромската заедница во Република Северна Македонија. Односно, се уште се провлекува проблемот долгогодишен со дискриминацијата на ромската заедница, говорот на омраза, нетрпеливост и селективната правда, дури во рамки на обвинителството, дури во рамки на судството и особено во рамките на донесувањето на судските одлуки. Индикативна е таа дискриминација и во аспект на сегрегација во основно училиште и други јавни служби, установи, каде што има индикации дека се случува сегрегирачка политика. Индикативни се и сите состојби по однос на ширен говор на омраза од страна на евидентни лица по социјалните мрежи и слично. Дури апсурдот е толку голем што јавното обвинителство и судството веќе и донесува пресуди кои што на некој начин го легитимираат зборот циган како пежуративен израз, како слобода на изразување. Дали е навредлив тој збор? Да. Зборот циган е пежуративен збор кој што е отфрлен од употреба од првиот светски конгрес на ромите 1971 година. Збор кој што зад себе дава пежуративни слики, наратив кој што е сосема испревртен, погрешен и полн со стереотипи и потикнува вознемирување со можности за дискриминација. Во однос на другите тематики што ги спомнавте, едно општество за сите, меѓутоа во Германија, како еден интересен наслов за кој што ќе слушаме повеќе на утрешниот настан, генерално се начнуваат селективните политики во Република Македонија, дури се начнува и прашањето станува збор за едно општество за сите или станува збор за бинационално општество, каде што мнозинската заедница и албанската заедница се приоритет во сите политики и во нивните спроведувања. Така, например, имаме проблем со сериозна правична застапеност, имплементација на Охридски рамковен договор, имаме проблем со испочитувањето на процентуалната застапеност на ромската заедница во јавниот сектор, во одредени раководни позиции, така натаму и така натаму. Имаме ситуација каде што имаме употреба на албанскиот јазик во сериозна приоритетна агенда, а состојба на ромскиот јазик во сериозна инфериорна состојба, каде што јазикот дури не се ни употребува согласно и тие минимални јавни политики кои што постојат. Ромскиот јазик во моментот се наоѓа во состојба само на изборен предмет, јазик и култура на ромите, кој што се спроведува само во неколку училишта и во неколку градови и само во неколку деленија. Меѓутоа, тука законската, ресорната, институционалната и владината одговорност е многу посериозна, поради тоа што има сериозни индикации за прекршување на нивното спроведување. Односно, станува збор за сериозен недостиг на кадри кои што ќе се образуваат за да бидат стручни за јазик и култура на ромите. Имаме сериозен проблем со учебници, со литература, творештво и слично. Кадри кои што треба да произлезат од ромите, од етничките роми всушност.
тоа може да го поврзаме со проблемите кои што се, верувам дека и самиот зборувате, за една институционална негрижа која што се таложи со години во Македонија. Нешто што треба нешто што треба да се унапредува така. Апсолутно. Тогаш недостатокот на тие кадри, како што еве Јана посочи, е дека произлегува од тоа што ромите имаат многу слаб пристап до образование. Вината би требало каде да ја најдем? Во политиките? Да, генерално да. Инаку ако направиме еден пресек анализа на емпириските податоци, статистики, како е пристапот и можностите во образование, имаме тренд на подобрување, имаме тренд на зголемување. Но со тоа што? Ете ќе кажам неколку трендови. Имаме зголемување во бројот на запишани студенти во додипломските студии. Нивниот број во просек изнесува околу 80 на годишно ниво. Имаме сериозно зголемување на бројот на дипломирани роми кои што годишно изнесува околу 30 дипломирани роми на прв циклус на студии и неколку студенти и на втор циклус на студии. Тоа се показатели дека во образованието се зголемува пристапот и можностите, но клучното прашање е дека тоа се постигнува меѓутоа со помош и поддршка генерално на странски донатори и генерално на средства кои што доаѓаат од таквите институции. Значи повеќе се прави помошта, односно доаѓа од надвор, отколку од матичната држава и тие што примарно треба да дават поддршката. Тогаш мислам дека експлицитно може да констатираме дека тоа што е важно е дека тие позитивни јавни политики кои што досега беа програми, проекти, интервенции во здруженија на граѓани, во други сектори, дека треба да добијат едно сериозно почитување од страна на институциите и дека тие треба да влезат да видат јавни политики во ресорни министерства и во ресорни институции. Па да, еве, и РУФАТ може да е најдобар пример во овој однос како млад студент. Дали може би, еве, имаш некакви искуства позитивни или негативни конкретно за ова образовниот дел што го зборувавме? Кога станува збор за недостатокот на кадар во делот на учење на ромскиот јазик, морам да кажам дека тука државата изостанува во делот на обезбедување на катедра каде што ќе може да се создаваат кадри кои што во иднина би можеле да го предаваат ромскиот кадар на јазик како наставен предмет. Ние немаме катедра на ромски јазик. И имаме катедри по другите јазици каде што исто така не постои голема заинтересираност, меѓутоа тие катедри се во мирување. Катедрата по ромски јазик имаше недостаток на студенти, меѓутоа не ја ставија во мирување, туку ја затворија. Историјата, односно низ минатото, за жал се покажува дека интересот за изучување на ромскиот јазик е мал. Така да. Насочени се студентите кон англиски, француски, германски. Да, меѓутоа и имаше мал интерес и кај другите јазици, меѓутоа тие се во мирување оставени, а катедрата по ромски е затворена. Не постои повеќе. Генерално, прашањето за јавни политики во високото образование во врска со ромскиот јазик веќе во неколку години се провлекува. Имаше неколку пати интервенции позитивни се со цел тоа да се реши и таа катедра која што почна да функционира се покажа дека поради одредени недоречености, нецелосност во спроведувањето на процесите, постапките кои што беа утврдени и според кои треба да се работи, тоа беа главните причини зашто таа катедра изумре. Имаше многу проблеми, предизвици во рамките на спроведувањето на таа политика. Меѓутоа, лично сметам дека главен виновник не се студентите, роми или нероми, кои што беа заинтересирани или не да бидат дел од катедрата. Сигурно поголеми беа проблемите со имплементацијата на тие политики, политиката на универзитетите, политиката на Универзитетот Кирил и Методи, колку тој изборен предмет катедра во кое ниво беше интегрирана, колку беше промовирана, колку имаше можност и студенти од други факултети да се вклучат, да го користат изборниот предмет и така натаму и така натаму. Верувам дека со една стручна анализа, емпириски истражувања може сериозно да се анализира овој проблем и дека проблемот не може да прифатиме дека е префрлен на страна на ромската заедница и младите роми. Јас се согласувам секако со вас во поглед на тоа. Меѓутоа,
Не мислите дека главниот проблем е пред се да општеството, без разлика од која етничка припадност е, треба да најде начин како да се запознае со културата на ромите. Што е она што тие го имаат да го понудат во општественото живење, ако се знае дека насекаде во светот има роми. Во Македонија последниот попис покажува од 2002, иако е стар, е дека само 2,5% од нацијата се роми, а Советот на Европа вели дека има нешто повеќе, а тоа се околу 260.000 роми во Македонија. Но тие 260.000 роми во Македонија, ако верувам дека бројот е поголем, треба да знаеме како да ги запознаеме пред се, за да зборуваме дека треба да има нели една катедра која што пак ќе надополни уште повеќе за интеграцијата на самите роми. Апсолутно се согласуваме дека недостигаат повеќе и посериозни идеи и сет на политики за да се зголеми мултикултурноста и инклузивноста во нашето образование. Најконкретно сега, кога беше донесена сеопфатната стратегија за образование, Сдруженијето Рома Верзитас со многу алумнисти и пријатели, поддржувачи и други организации направи реакција, петиција за тоа да влијае во овој дел да се зголемат бројот на мерки, интервенции, за да се зголеми инклузивноста и мултикултурноста во образованието, со цел другите етнички групи меѓу себе да се запознават. Етничките групи меѓу себе да учат повеќе за своите култури, за своите јазици, со цел долгорочно да даде тоа ефект во поголема толеранција, соживот, прифаќање, разбирање на различностите. Но, таа петиција со реакција, со конкретни предлози, не беше прифатена во текот на процесот на утврдување на таа стратегија и таа стратегија има во себе само 2 до 3 мерки, интервенции како ќе го подобри мултикултурното и инклузивното образование меѓу етничките групи. Руфат би те запрашала пред крај каква ќе биде твојата порака на овие, да речеме, следниве што ги најавивме ораторските вечери. Така, па јас исто така оваа година ќе бидам учесник како лани, така и сега на овој ораторски настап, би ве поканил да дојдете да слушнете што имам да ви посочам. Меѓутоа, вака генерално во однос на 8 април, јас би посакал наместо само да останеме да го славиме овој празник со игра и песна, да и покрај тоа што ќе го одбележуваме овој битен датум за нас од минатото, секоја година одново и одново да создаваме нови причини за да може следните генерации после нас да слават. Каде се одвива целиот настан? Целиот настан ќе се случува во Македонскиот народен театар утре, 4 април, со почеток од 17 часот. И тоа нема да биде единствен настан, овој пат горди сме што на 8 април вистински ќе го одбележиме 8 април, Меѓународниот ден на ромите, во собрание на Република Северна Македонија, каде што ќе имаме официјални свечени обраќања на премиерот господин Зоран Заев, обраќање и на господинот Самуел Жбогар, шефот на делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија. Ова ќе биде за прв пат вака организирано со политичарите, односно првите луѓе, председателот. Втор пат од Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, меѓутоа прв пат со учество и на извршната власт и учество на странски амбасади и мисии кои што се поддржувачи на ромското движење, односно интеграцијата на ромите во Република Северна Македонија. Тоа што на нас е важно, дека 8 април го гледаме како денот на нацијата, денот на самоопределувањето, во кој што треба сериозно да испраќаме политички пораки и да очекуваме дека овој 8 април ќе донесе подобра состојба на употребата на ромскиот јазик во образованието, искоренување и посериозно соочување со дискриминацијата, сегрегацијата во институциите, во образованието, унапредување на состојбите со јавни политики, особено продолжување на позитивните политики, унапредување на состојбата со вработувањето на ромите, почитувањето на правичната застапеност од најмалку 2,66% во сите јавни сектори, јавни служби, институции. И тоа што е важно, дека ромската заедница треба на овој ден да гледа како политички настан во кој што нема да заборави во сите останати денови дека треба да направи заложба и треба да биде посветена за да ги решава овие проблеми. А тоа најдобро се слуша кога ќе се слушнат самите младиеве говорници, кои што верувам дека во своите говори многу поопширно оваа порака ја испраќаат.
Ви благодариме што бевте гости овде во студиото, а ние да не дозволиме 8 април да биде само денот на ромите. Ние како општество во извештаите имаме многу случаи на дискриминација. Роми се враќани од границите, на ромите, особено при пристапноста до приватните услуги, се често дискриминирани, често се соочуваат со дискриминација и привлегување во кафулиња на јавни простори каде што сите треба да имаме еднакви можности. Да, и оно што е прибарно да ги отфрлиме предрасудите. Благодариме многу за вашата покана. Верувам дека овој позитивен пример на вклучување на млади роми, експерти и лица стручни ќе продолжи и во другите телевизии, во сите емисии и така ќе се подобри и медиумската програма, содржина и ќе се подобри јавниот дискурс кој што се насочува на ромската заедница. Да, нас ни беше задоволство и еден ТВ е секогаш отворена. Благодарам. Кратка пауза. Во ексклузив ќе гледате дали сведочењето на Роберт Саздо во судот во Солун ќе го спаси Панки од затвор. Ексклузив ги има деталите. Алондра Кабрера, мисицата на Мексико, твиркаше пред нашата камера. Модна ревија на познатата мексиканска дизајнерка Силвија Пола Перес во нашиот главен град. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Костас Дуцинас, председавач на Комисијата за надворешна политика на грчкиот парламент, во отворено студио за перспективите на Преспанскиот договор и иднината на грчко-македонските односи. Во 19:20 часот бидете со нас. Зоран Заев, растргнат помеѓу успесите во надворешната политика и потфрлањата на домашната сцена, ја води Република Северна Македонија во неизвестноста на реформските процеси и економско-политичката стабилност на земјата, политички капацитет, волја и знаење од Македонија да заокружи успешна приказна на Балканот. Вечерва, премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев како ексклузивен гостин во печат на неделата. Here is some protection. Вечерва. This was my father's ring. If anyone stops you, you say you wear the ring of King Horik, fashioned for him by the magic boat builder Floki. All men will let you pass until you reach your destination. 23 часот. Нова епизода. Од епската приказна. Не пропуштајте. So, this is Magnus, Yes, this is Magnus. the son of Ragnar Lothbrok. Yes, and heir to the throne of Mercia. Викинзи. За предизвиците со кои се соочуваат нашите репрезентации, клубови и спортски работници. За успесите, за поразите, за проблемите, но и за рекордите. Повеќе теми во еден час анализираме, најавуваме и представуваме. Неделен сублимат на настаните од меѓународниот спорт. За најверните и најупорни гледачи, награди од нашите спонзори. Секој петок на 1 ТВ од 21 часот. Гледајте Спорт 1. Спреме
Чуете се! Започнува најурбаната тим баскет лига во организација на Партизан Водносанс, која ќе се емитува и на најурбаната телевизија 1 ТВ. Ќе учествуваат 16 екипи, преку 250 деца од 13 училишта во град Скопје. Надпреварите се играат на мини кошеви со мини баскети, наменети за деца од 6 до 14 години. Во организација на Партизан Водносанс, секоја недела во 14 и 15 часот. Тим баскет лига, само на 1 ТВ. Костас Дуцинас, председавач на Комисијата за надворешна политика на грчкиот парламент, во отворено студио за перспективите на Преспанскиот договор и иднината на грчко-македонските односи. Во 19:20 часот, бидете со нас. Зоран Заев, растргнат помеѓу успесите во надворешната политика и потфрлањата на домашната сцена, ја води Република Северна Македонија во неизвестноста на реформските процеси и економско-политичката стабилност на земјата, политички капацитет, волја и знаење од Македонија да заокружи успешна приказна на Балканот. Вечерва, премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев како ексклузивен гостин во печат на неделата. Стандарден термин за анализа на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Андоновиќ, иако нели секојдневно коментираме, неизбежен е за старт на овој разговор Брекзитот. Конкретно секогаш има нови моменти, така, што заслужуваат внимание. Европската комисија денеска децидна дека Британија ја напушта Европската унија на 12 април на полноќ. Доколку остане оваква состојба каква што е, значи не успеат да се договорат, британскиот парламент не го поддржи планот на владиниот кабинет на Тереза Меј, предвидено е на 12 април да го напуштат ова, а доколку се договорат ќе биде 22 мај. Имаме прилог да видиме подетално, колегите од СГО објаснуваат, па ќе го изанализираме. Министрите за надворешни работи на Германија и Франција побараа Велика Британија да биде побрза и појасна, откако премиерката Тереза Меј најави дека ќе побара продолжување на процесот околу Брекзит. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ив Ле Дриан на заедничка пресконференција со германскиот колега Хајко Мас рече дека 3 години по својата одлука британците мора да излезат со јасен план. Во спротивно ќе сведочиме тврд Брекзит. Британската премиерка Тереза Меј изјави дека повторно ќе побара од Европската унија да го продолжи периодот за преговори за Брекзит и дека ќе се обиде со лидерот на опозицијските лабористи Джереми Корбин да го надмине застојот во кој се најде тој процес во парламентот. Како што и рековме пред прилогот, британците се уште не знаат што ќе прават понатаму. И па и европјаните, Андоновиќ, те прекинав, можев да забележам од Курц, австрискиот сега канцелар, вели нема причина за одлагање на Нема причина за одлагање, а дополнителен, да ми се чини, терет на целата таа состојба е денешната, би рекол, прва оставка на еден министер од владата на Тереза Меј, тоа е министерот за Велс Најджел Адамс, кој е дел од конзервативната партија на Меј, кој се залага за тврд Брекзит. Тој денеска ја поднесе својата оставка, само ќе споменам дека Министерството за Велс е многу важно министерство во британската држава. Тој денеска поднесе оставка под образложение дека Тереза Меј очигледно планира, односно он тврди дека Тереза Меј планира со лидерот на лабористите Джеймс Корбин да преговара за да дојде до некој помек Брекзит, односно оној Брекзит со така наречената заедничка царинска унија, да подсетам Британија да остане во царинската унија на Европската унија, нешто како што тоа го има тој договор како што е со Норвешка, ќе подсетам и тоа дека Норвешка не е членка на Европската унија, но има договор со Европската унија за заедничка царинска унија.
Оттаму Најджел Адамс, кој сам за себе вели дека е заговорник на тврдиот Брекзит, поднесо оставка и вели неким да соработуваме со Корбин, бидејќи тоа не им го ветивме на нашите гласачи. И уште ќе додадам на оваа тема само кога сме кај Корбин, денеска, односно од синоќа, на социјалните мрежи тврди еден инцидент, би рекол, и онаа најава дека Британија може да влезе во хаос. Едно од првите хаоси е таа снимка која се врти, а на која се гледат припадници на елитните подобрански единици на британската армија некаде во Афганистан, вежбаат стрелање од огнено оружје во сликата на лидерот на опозицијата Джеймс Корбин. Мислам дека го имаме и снимката на тоа. Во продолжение, додека го коментираме, да оди снимката, односно видеото. Каде што тие вежбаат пукање во неговата слика. Британската армија денеска вџашена нормално најави истрага, сериозна истрага за тоа кој стои зад ова видео и зад овие британски војници кои пукаат во Джеймс Корбин, кој очигледно ќе бидам слободен да испекулирам дека е најверојатно идниот премиер на Британија. Затоа и велам, почнува полека тој мал хаос во британското општество, кој како што се доближува оној лимит, односно 12 април на полнок да мора да напуштат, да направат нешто. Самата Тереза Меј денеска најави дека ќе побара ново одложување на Брекзитот, односно ќе побара ново одложување од Брисел за рокот Британија да успее нешто да се договори. Едно од договорите, повторно ќе кажаме, со лидерот на опозицијата Джеймс Корбин, кој пак најави дека доколку утре дојде на власт ќе го суспендира Брекзитот и ќе се обиде да направи се британците да го заборават оваа, би рекол, авантура. 70 години НАТО алијанса. Америка го кани, покрај критиките претходни на Трамп, го кани на еден говор во Конгресот. Она што мене ми падна во очи, бидејќи сме современици на ова НАТО и на сето тоа што се случуваше изминатите години, 70 годишнината на НАТО, нема никаква церемонија, нема никаква прослава, наспроти, онаа церемонија која се разбира помина во траурна атмосфера пред 20 години, кога и јас бев новинар, па затоа и слободно така зборувам, и бев сведок на тие настани, 50 годишнината на НАТО. НАТО е прослави за време на НАТО кампањата, воздушната кампања врз тогашна СР Југославија, каде и покрај онаа војна состојба и војна беше направена една церемонија. 20 години подоцна или 70 години, да. Не, според тебе не се крева сега толкова помпа? Не се крева, бидејќи очигледно нешто се менува во светот. Повторно ќе кажам, тогаш имавме други општествени и политички односи на сили во светот. Русија не беше таа која што беше. Трамп не беше претседател на Соединетите Американски држави. Од друга страна, самиот Трамп денеска, односно од вчера го покани генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во Вашингтон, но една од забелешките на Трамп остана и во она што му беше во предизборната кампања до европјаните, дека не вадат доволно финансиски средства за финансирање на европската безбедност и дека САД нема да продолжи понатаму да финансира доколку европјаните не плаќаат доволно. Најголема забелешка на Трамп е кон Германија, која дава околу 1,5% од бруто домашниот производ, наспроти тоа што Вашингтон бара да биде најмалку 2 до 2,5%. Од друга страна, самиот Вашингтон издвојува 3,5% од бруто домашниот производ за европската и светската безбедност за потребите на НАТО и ќе повторам, Трамп ги опомена европјаните, особено Германија, за која буквално рече: вие сте добри, ама не давате доволно пари, па ако продолжите овака, нема веќе да ве браниме. Антоновиќ, имаме време за уште збор 2 околу Венецуела. Она што е најново таму е дека Венецуелското собрание му го укина имунитетот на Гуаидо. Она што го најавивме во вчерашното отворено студио, имунитетот на Гуаидо е тргнат, значи се оствара простор тој да биде обичен граѓанин, да биде уапсен од страна на приврзаниците на актуелниот претседател Мадуро. Веројатно Мадуро и неговата гарнитура, охрабрена од руското воено присуство таму, ги започна првите чекори за решавање на оваа криза која се случува. Јас не верувам дека доколку биде уапсен Гуаидо ќе помине тоа тек така, ќе има некаков изговор западните држави предводени од Соединетите Американски држави да интервенираат. Она што исто така ново е дека откако не успеа да влезе хуманитарната помош преку колумбиската граница во Венецуела, утринава огромна група на
венецуеланци ја пробија таа заштитна граница, влегоа во Колумбија, наводно да ја земат хуманитарната помош бидејќи се гладни и жедни. Очигледно е дека западните држави се обидуваат таму да прикажат или да направат една хуманитарна криза, што би била изговор утре за воена интервенција. Се разбира, ќе видиме како ќе реагира и Русија и САД, бидејќи таму тие две суперсили се многу доближени едни од друга. Така, тука сме да анализираме и следниот период во отвореното студио 1. Андоновиќ, ти благодариме. Почитувани, останете со програмата на 1 ТВ. За кратко следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова, со мене и со Владко Чаловски. Се гледате во 17 часот, нови гости и нова тема.